Штипската локална власт одлучи да стави клуч на основното училиште Гоце Делчев, истакна денеска на прес Павел Иванов, председател на Штипскиот огранок на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Европскиот суд за човекови права во пресудата од 13 декември 2022 година никаде не наложува затварање на училиштето. Напротив, суштината на пресудата е надминување на сегрегацијата преку интеграција, еднакви можности и подобри услови за образование. Затоа денес јавно прашуваме: кои мерки ги презеде власта за решавање на сегрегацијата во ова училиште? Дали навистина ја спроведува пресудата од Страсбур или само ја користи како изговор за однапред донесена политичка одлука? Од Штипската локална самоуправа и Министерството за образование се огласија со информацијата дека училиштето се оптимизира, а работа и плата за вработените се обезбедени. Општина Штип веќе донесе стратегија за развој на образованието и заедно со Министерството за образование и наука, како и УНИЦЕФ, веќе подолг период работат на реорганизирање на образовниот процес, стопирање на нови вработувања и оптимизација на трошоците, како последица на нерационалното и непланското работење во минатото. Со оваа стратегија и со денешната одлука на Советот на Општина Штип ќе се овозможи стабилно финансирање на платите на трајно вработените лица во образованието на територијата на Општина Штип. Целосно ќе се редуцираат вработувањата во наредните 4 до 5 години, а учениците ќе добијат здрави средини и нормални услови за следење на образовниот процес. Крајно неодговорно е тоа што СДС креира тензија, шири паника и невистини кај сите засегнати страни. Стои во реакцијата од локалната самоуправа Штип.